Формално писмо до 4 клучни тела на Советот на Европа испрати пратеничката група на Европскиот фронт. Во него се бара итна експертска проценка за, како што велат, селективната правда по трагедијата во Кочани, во која животот го загубија 59 лица. Писмото е испратено до комесарот за човекови права, до претседателката на Венецијанската комисија, извршната секретарка на Греко и првиот човек на парламентарното собрание на Советот на Европа. Во писмото Европскиот фронт бара од Советот на Европа да испрати независна експертска мисија за проценка на независност на истрагата, да иницира дебата во парламентарното собрание на Советот на Европа, да побара мислење од Венецијанската комисија за влијанието врз обвинителството, да го ангажира Греко за истрага на политичко влијание врз обвинителските одлуки. Од СДСМ пак побара владата да ги поништи тендерите за оценка на медиумите, зашто се планираат да се потрошат 400.000 евра. Парите да се пренаменат за семејствата на настраданите во Кочани, наместо граѓаните да собираат донации, бараат од СДСМ. За поддршка на семејствата и граѓаните во Кочани се организираат донации, а владата на ДПМН троши 400.000 евра за анкети и мерење на рейтингот на Мицкоски. И тоа не било доволно, па гледаме објава на нов тендер за уште еден скап проект, оцена на медиумското влијание, мониторинг на медиумите, нема пари за плати, нема пари за пожарникарите, нема пари за лекарите, за работниците, но пари има само за папаја, манго и рейтингот на Мицкоски. Одговори од ВМРО ДПМН, вела дека тука нема ништо незаконско и дека не се работи за испитување на рейтингот, туку за испитување на јавното мислење, колку се задоволни граѓаните од проектите. Би требало да ги повикаме целиот имот на Заев во Дубај, стекнат со криминал, да се поклони за донации за Кочани. И целата украдена и криминално стекната хациенда на Венко Филипче, сместена на Водно, исто така да биде поклонета за цели за Кочани. Не се тоа анкети за мерење рейтинг, туку истражување на јавното мислење за политики и проверка на проекти и реформи. Дали народот ги прифаќа или не? Деновиве пак претседателот на СДСМ Венко Филипче најави дека ќе иницира лидерска средба на која ќе се бара да се разговара за состојбите во Кочани и истрагите што се водат. За сега нема конкретен одговор од партиите дали ќе присуствуваат, а од владата рекоа дека не добиле официјално барање за средба.